нова тема. Колешката Наташа спомена дека гостинката ни пристигна веќе во студиото 3 на Македонската телевизија. Држиме континуитет со деновите на медиумска писменост, па и темата ни е таква, а фокусот го ставаме на младите, односно образовниот процес и медиумската писменост. Медиумската писменост во 21. век многу пати сме споменали дека е од суштинско значење, меѓу другото и за нашите деца кои 24/7 живеат во свет на мокни медиуми. Последното истражување покажува дека децата на возраст од 8 до 18 години во просек трочат по 7 часа и 38 минути на забавни содржини во медиумите. Токму затоа мора да ги едуцираме како да ги разберат сите пораки кои ги праќаат истите. Така, тоа е и целта на образованието за медиумска писменост, на која се става фокусот и во деновите на медиумска писменост, на кои со бројни активности се приклучи и Македонскиот институт за медиуми. Како да ги насочиме учениците да применуваат критичко размислување за медиумските пораки, но и да ги користат медиумите за да креираат своји пораки. Што е клучна вештина на 21. век? Ово утро разговараме со Весна Никодиновска, раководител на проекти во Македонски институт за медиуми. Добро утро, Весна, добро ни дојде. Добро утро и на вас и благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Надвор од ова една кратка информација, бидејќи Радка кажа дека не заглавила во сообраќајниот метеж во Скопје утрово, но ни дојде малку порано претходната гостинка. Како е сега по 7:30 часот, мапата ни покажува големи гужви во Скопје. Од кој дел на Скопје ни доаѓаш? Јас доаѓам од аеродром, така што релацијата е прилично блиска, стигнав за 10 минути, има гужва секако како и секој утро во Скопје. Така. Ова не е важна информација за сите оние кои што во моментов излегуваат од своите домови, но ќе треба да земеме и предвид дека ќе би биде значајно и вас, бидејќи виднаш заминувате на бројни активности поврзани со деновите на медиумска писменост. А кога говориме за деновите, богата агенда има во текот на целата недела. Дел од настаните се тесно поврзани со образовниот процес и медиумската писменост, па еве и ние го ставаме фокусот на тоа и уште еднаш праќаме и силна порака, но и говориме гласно за тоа зошто е неопходно да имаме медиумската писменост во редовното формално образование. Да, прво ви благодарам што се приклучувате на целата ова иницијатива и на активностите кои што се спроведуваат во рамки на неделата на деновите на медиумската писменост, затоа што е многу важно да зборуваме за тоа, многу е важно да се пренесе пораката преку медиумите, вие како медиуми и новинари да се приклучите, значи во промовирањето на овој концепт, на оваа идеја, за да можеме да кренеме свесноста за важноста на медиумската писменост. Зошто е важна во образованието? Зошто е важно децата да учат за медиумска писменост. Затоа што тоа го наметнува практично новото време во кое што живееме, светот во кој што живееме, кој што е многу поразличен од пред 5, пред 10 години кога ние сме биле деца практично. Светот во кој што живееме е заситен, преплавен со медиуми и медиумски пораки, заситен од медиумите. Ние практично не можеме да го замислиме нашиот живот без медиумите, без информациите, без дигиталните уреди. Без оглед дали станува збор за нас како возрастни луѓе на работа, без оглед дали станува збор за децата во образованието, за секојдневниот живот, сакаме да слушнеме информации кои што се поврзани со нашата околина, со светот, значи информациите практично ни се достапни во секоја секунда од најразлични извори на информации. Меѓутоа, децата тоа што треба да го научат е како да ги најдат од тоа море на информации, како да ги лоцираат, како да ги пронајдат тие информации кои што се корисни, кои што се релевантни, кои што им се потребни, да може да ги анализираат, треба да бидат способни да ги анализираат пораките кои што стигнуваат до нив. Процесот е поставување на прашања. Медиумската писменост е поврзана со поставување на прашања за медиумските пораки кои што стигнуваат до нас. Не само децата, туку и ние возрастните. Значи, зошто оваа порака стигнува до мене? Кој испраќа оваа порака? Која е целта на оваа порака? Треба да имаме една здрава доза на скепса и на резерва кон пораките што стигнуваат за нас. А суштината на медиумската писменост во образованието е всушност како да се развива критичкото мислење кај младите генерации, за да можат поуспешно, полесно и да се снајдат и да функционираат во овој свет преплавен од медиуми. На тој начин ќе може да разликуваат што е вистинска информација, што е лажна информација, зошто медиумите и како влијаат врз нивното размислување, нивните животи, врз нивното однесување и ќе научат како да создаваат содржини. Сите ние сме креатори на некакви содржини, еве, например, преку социјалните мрежи, меѓутоа на одговорен и на безбеден начин и за добри цели. Значи, суштината е да се создаваат содржини кои што ќе бидат од корист и од помош.
Медиумската писменост веќе ја имаме во формалното образование. Какви се ефектите кај учениците и кај наставниците? Македонскиот институт за медиуми заедно со ИРЕКС во рамки на проектот на USAID за медиумска писменост младите размислуваат, веќе 3,5 години го спроведува, ја вклучува медиумската писменост во формалното образование. Таа сега е вклучена во образованието, во основното образование од 1 до 9 оделение. Намерата беше да ја вклучиме медиумската писменост како пристап на наставниот процес. И заради тоа ја вклучуваме во различни предмети. Мајчин јазик, странски јазици, општество, граѓанско општество. Значи, идејата беше да не биде тоа ставено како посебен предмет, туку да се вклучи во најразлични содржини како еден интегриран пристап во образованието. Наставниците кои што учествуваа на нашите обуки, ние обучивме околу над 8.000 наставници од целата држава. Значи, од нашите анализи и од тоа што од тие разговори, од евалуациите кои што ги направивме со наставниците, гледаме дека над 80% од нив се способни да ги интегрираат овие содржини, се чувствуваат подготвени да ги интегрираат содржините во наставата, да ги прилагодат на барањата и потребите на учениците. И најголем предизвик практично на наставниците е како да се развива тоа критичко размислување кај учениците. Сега кога зборуваме за самите ученици, какви се ефектите кај учениците, мора да имаме предвид дека ова се долги и сложени процеси. Особено кога станува збор за вклучување на медиумска писменост во еден циклус од 9 годишно основно образование. И затоа ние почнавме со вклучување на медиумската писменост, значи од најниските оделенија, од 1 па до 9 оделение. Значи постепено се вклучуваше. Треба да имаме една генерација на ученици кои што поминале од 1 до 9 и биле практично учеле за медиумската писменост, учеле преку тој пристап, за да видиме какви ќе бидат ефектите. Меѓутоа, тоа се процеси кои што не се случуваат преку ноќ, особено кога станува збор за ученици. Меѓутоа, нас ситуацијата не упатува на тоа дека ние треба да вложуваме напори во образованието за да можат децата да научат критички да размислуваат. И ако ја имаме во основното образование, ќе се удели чекор напред, ќе се размислували на темата и повозрастните ученици од средното образование? Да, секако целта ни е да се заокружи целиот образовен циклус од основно преку средно до високо образование. Значи, ние сега завршивме со вклучување на медиумската писменост во основното образование. Направивме една рамка како основа, значи што сакаме да постигнеме, каде сакаме да ја вклучиме и на каков начин, во кои предмети, со кои содржини. Тоа беше основата од која што тргнаа сите други активности, обука на наставници, подготовка на ресурси што ќе им помогнат на наставниците да можат да ги реализираат часовите за медиумска писменост. Исто ќе биде сега, продолжуваме со активностите во средното образование, ја подготвуваме рамката за вклучување на медиумската писменост во средното образование. Мораме да направиме едно мапирање на тоа што сакаме да постигнеме, кои ќе бидат целите, што сакаме учениците да научат, каде да се вклучи, во кои предмети, кои теми и кои содржини да се вклучат, и потоа тука ќе продолжат другите активности, обука на наставниците во средното и подготовка на ресурси што ќе им помогнат за изведување на наставата. Родители, образование, институции, така натаму и така натаму, едноставно за постигнување на видливи резултати треба сите да бидеме вклучени во тоа. Каков е впечатокот? Затоа тука сакам да ги споменеме и родителите, наку со имали посветеност на темата од сите чинители во општеството? Посветеност на сите чинители, значи ние сега сме во овој процес, можам да кажам дека свесноста за важноста на медиумската писменост, мислам дека во последниве години постепено се крева помеѓу граѓаните, помеѓу институциите, помеѓу медиумите и новинарите, тоа што го работиме со образованието, нормално сакаме и таму да кренеме свесноста. Значи, Македонскиот институт за медиуми веќе 15 години работи во оваа област и низ овие години научивме дека многу е важна таа институционална поддршка за да можеме да имаме еден системски пристап кон медиумската писменост.
во случајов во образованието. Таа подршка од институциите, од Министерството, од Бирото за развојно образование, Државниот испитен центар беше клучна за да можеме тоа да го интегрираме системски. Граѓанските организации се секогаш многу активен чинител во сферата и многу придонесуваат и тие практично го движат овој процес на подкривање на свесноста и на промовирање на важноста на медиумската писменост и токму и во овие денови на медиумската писменост. Морам да го спомнам тука и медиумскиот регулатор, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кои што исто така имаат многу активности. И сакам да кажам дека во Македонија, што е, да речеме, реткост, постои мрежа за медиумска писменост, во која членуваат над 100 граѓански организации, медиуми, институции, образовни установи и мислам дека оваа мрежа придонесува многу кон подкривање на свесноста за запознавање на медиумската писменост на граѓаните. И кога станува збор за едукација на било која тема, генерално фокусот се става на младите, бидејќи сметаме дека тие многу помалку знаат од возрастните. Но тема медиумска писменост, коригирајте ме ако грешам, мислам дека ние повозрастните сме тука некаде со помладите, бидејќи имаме точно утврдени ставови, систем на вредности кои тешко го менуваме. Па како да го видиме и слушнеме тоа што генерално праќа малку поинаква порака од она што ние го имаме изградено како свој став? Да, ние работиме со различни возрастни групи, освен со децата, работиме со наставниците, со родителите, работиме и со повозрастни граѓани. Можам да кажам дека кај повозрастните граѓани токму заради тој утврден некој вредносен систем, заради тие зациментирани вредности, овие концепти се нови, треба да се промовираат и треба да се крене нивната свесност зошто е ова важно, зошто им е важно да бидат медиумски писмени во ова време. И тоа во секојдневниот живот зборуваме, значи потребни им се зајакнување на нивните вештини за медиумска писменост и дигитални вештини, за да можат практично да бидат вклучени во процесите кои што се случуваат, кои што ги бара новото време, новите дигитални технологии, зашто тука буквално важи она изрека да не дозволиме да не прегази времето, значи мора да се држи чекор со дигиталните и технолошките промени. За сите нас важи истото. И за младите, тие се веќе родени во ова време со дигиталните алатки, со дигиталните уреди, многу се вешти, меѓутоа тоа важи и за нас како родители. И сакам да спомнам уште нешто, особено кога зборуваме за нас возрастните, како родители. Ние сме практично мигранти во светот на децата. Меѓутоа, нашата улога, улогата и на родителите и на наставниците е многу важна кога работиме со учениците. Затоа што ние треба да бидеме како родители присутни во дигиталниот живот на децата. Да знаеме што прават, зашто го користат интернетот, колку време поминуваат и треба да се поставуваат граници. Меѓутоа, нашата присутност е клучна за да можеме да поставиме да воспоставиме таа врска со децата, дека и ние сме во нивниот свет, тука сме, меѓутоа мора да преземеме одговорноста и да ги насочиме како да ги користат новите технологии. Весна, благодариме за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам за поканата.